Физички и вербално нападнати фудбалерите на фудбалскиот клуб Охрид 2004 на гостувањето кај Шкендија. Навивачите на тетовскиот прволигаш и актуелен првак на Македонија, незадоволни од резултатот, на полувремето влетале на теренот и ги нападнале резервните играчи на Охрид 2004. Тензијата не успеале да ја смират ниту службените лица на МВР. Од ФК Охрид 2004 велат: "Ние дојдовме да играме фудбал и да се надигруваме, но тоа во Тетово не беше возможно." Македонскиот прволигашки фудбал доживува тешки мигови. Се чини невозможно е конечно да се стави крај на насилството на фудбалските терени. Изминатото коло неславно го обележа инцидентот кој се случи на надпреварот помеѓу првакот на Македонија, екипата на Шкендија, и новопечениот прволигаш, екипата на ФК Охрид 2004. Неколку повредени играчи, но и службени лица на МВР кои биле задолжени за чување на мирот на фудбалските надпревари. Физички и психички малтретираните фудбалери на ФК Охрид 2004 под сериозен притисок приморани да го доиграат надпреварот. На полувремето, додека нашите соиграчи кои беа во првата постава влегоа во собликувалните на пауза, ние останавме, дел од играчите, резервните играчи, останавме на терено да се загреваме. При тоа гледавме група на луѓе, навивачи кои стега од трибините и физички не нападна. При што добивме некои удари и имаме и последици од тоа. Моите двајца другари ги нападна физички, јас догледав толпата, избегавме кон собликувалната и тоа беше. Директорот на клубот и самиот присутен на овој надпревар вчудо невиден од фактот што првакот на Македонија може да си дозволи вакви инциденти на домашен терен. Неговите обиди да го заштити својот клуб и фудбалерите сепак останале безуспешни. Побарано беше од представникот наш на клубот да се реагира. Тука не знам сега дали ќе нападнеме некако или не, али за таа публика, 6.000-7.000 публика, имаше само 10 до 15 полицајци, кои што не може на крај да излезе со таа навивачка група што беа балисти, а и дел од полицајците беа повредени. Може да се повара и официјален записник од полиција, да се види, да се спореди, и мислам дека треба тоа еднашка крај да стане. Ние одиме во Тетово да играме фудбал, а не да се бркаме со дали била навивачка група балисти или кои да се други. Челните лица на ФК Охрид 2004 се уште не знаат што понатаму и какви мерки ќе бидат преземени во насока на обелоденување на вистината за надпреварот помеѓу домакинот Шкендија и ФК Охрид 2004. Еден играч, ако нападне друг играч, судијата му доделува црвен картон. Меѓутоа, ако гледач влезе од трибина и нападне играч, во случајот тука има дел од тие играчи, влезе во терен неофицијално и нападне физички играч, што на кого треба црвен картон да му се додели? Секако на Фудбалската федерација на Македонија, ако не реагира на ова, и на судиите и делегатот што не го прекина овој надпревар, бидејќи ова е класичен прекидан надпревар по мене. Што ќе преземе Фудбалската федерација на Македонија во очи овој сериозен инцидент, останува да видиме, но јасно е како ден дека насилството на трибините и посебно на фудбалските терени мора да биде искоренето од македонскиот фудбал.